ние сме биле како колеги таргетирани и знам дека за некои колеги како е непријатно, значи вие да ви има на телевизија, да ве пишуваат по портали со име и презиме и тука и на крајот од денот носи вистински ризик во реалниот свет. Значи кога ќе излезат, ако некој знае дека вие сте таа и таа што направила тоа и тоа, може да се соочите со некакви напади. Знаејќи како исто реагира обвинителството кај нас и каква заштита ние имаме од говорна омраза, практично никаква, бидејќи кај нас по кривичен законник, значи откако тие реагираат откако ќе се случи дело од говорна омраза. Што веќе е доцна. Апсолутно, еве, ќе спомнам тука и поединец од Универзитетското собрание после првиот собор во Кочани исто така беше нападат поединечно од разни центри, од разни други поединци кои што се присутни на социјалните мрежи, исто така беше нападнат и тоа следуваше, значи со еден месец малтретирање тука му се случуваше на оваа личност. Здраво на сите, јас сум Деспина Ковачевска, медија мониторка во Метаморфозис, а вие гледате Контекст на Вистиномер. Со мене денеска е Савче Ѓошева. Савче, добро дојде. Добро те најдов, Деспина. Прв пат во нашето студио, прв пат малце несреќна ни завршија снимките. Да, ма се надевам дека сега ќе биде, знаеш, под контрола. Да видиме, ајде. Инаку ти си се уште студентски правобранител. Така, уште кратко, сега можеби во моментот на кога ќе биде објавена оваа емисија веќе нема да бидам, бидејќи се работи за некој размер од 10 дена. Во секој случај, да, се уште сум на таа функција студентски правобранител на УКИМ и додека имаат студентите представки и жалби, тоа е местото кај што може да ги поднесат. Баш тоа сакав да прашам, што е тоа студентски правобранител и зошто им треба на студентите некој да ги брани? Така, види, таа позиција ствари е вметната со новиот закон за високо образование во 2018, тоест тогаш е дадена особена тежина на позицијата и се јавува како потреба, како место каде студентите може да поднесат своја представка, своја жалба и да добијат помош, да им биде укажана помош кога се работи за прекршување на некоја од нивните права. И најчесто тоа се случува нели во академска заедница, доколку им се прекршени нивните права и доколку тоа се констатира, понатаму си има свој механизам студентскиот правобранител како може да му се укаже помош на овој студент. Значи ли тоа дека некој ги напаѓа студентите? Кога зборуваме, ако треба некој да ги брани, апропо на тоа, тогаш има и некој што ги напаѓа. Да излеземе можеби малце од овој академски контекст. Што се случи, еве да се навратиме со протестите, кој е следен и откако се случи несреќата и трагедијата во Кочани, кога беа студентските собори. Дали тогаш се соочија со некакви напади студентите? Па сметам дека овие протести на што се случија тогаш за време на оваа трагедија, всушност требаше да бидат некакво обединување на студентите, требаше да биде искажување на својот револт и барање и на некакво и решение, и можеби и некој заклучок, иако во тој момент нејасно стоја работите која би можела да биде решението на нешто вакво, бидејќи трагедијата е огромна, тежината е огромна, се случува институционален недостаток со години и години наназад, односно тоа како се зема корупцијата замав, нас не се случуваат со години пропусти, за сега ова да кулминира и никој не знаеше соодветно да реагира на оваа ситуација, така што наместо обединување на студентите, мислам дека беа под еден атак на разни центри на моќ, што требаше да го устишат овој револт кај студентите и воопшто тоа мирно искажување на собери, каде што нели на почеток се правеа оние мирни собери за искажување едноставно почит спрема на страданите и места каде што требаше студентите да споделат својата тага, да бидат обединети во тој момент, заедно да ги поминуваат овие траурни нешта, им се случуваше атаки на овие мирни собери за едноставно да се устиши тој револт кај студентите и воопшто да се устиши нивното искажување на тоа дека нам ни треба една коренита промена во системот.
споделив со тебе случај за кој што ти ми рече може и не да толку си информирана, бидејќи јас мониторирам медиуми, кога се случуваше овој собир на платото на УКИМ, имаше многу медиуми, доволно медиуми кои објаснија и кои напишаа дека овој собир нема да се случи, односно дека студентите се откажуваат, а потоа имаше следа и напади кон студентарија. Така. Што мислиш за овој случај? Како во вакви случаи би требало да се бранат студентите, бидејќи на некој начин ова е напад со дезинформација кон студентите и колку тие се спремни да одговорат на ваквите напади надвор од академски контекст можеби? Интересно прашање и не само што беше нападната студентарија како една платформа, беше нападнато и официјалното нели студентско организирање, односно универзитетското студентско собрание заедно со факултетските студентски собранија на единиците. И таа информација што на почеток нели беше првично се одржуваат собирите, па се откажуваат. Беше убаво објасната, например, од страна на Универзитетското студентско собрание, дека собирите од моментот од првичниот собир па натаму ќе се одржуваат кај факултетските студентски собранија. Односно самите факултетски студентски собранија ќе ги прават овие собири. Но информацијата мислам дека не протече доволно брзо или не протече доволно јасно, така што се направи некаков кружење на погрешна информација дека воопшто нема да има собири. Да има собири, да. Бидејќи така беше во медиумите, дека студентите не се откажуваат. Така беше представена приказната. Од друга страна, да, имавме и атаки спрема студентарија и спрема Универзитетското студентско собрание, што искрено не знам која би била конкретната причина, бидејќи и двете страни нели во тој момент се соочува со пренесување на некакви информации, со некакво организирање, со помагање на студентите, бидејќи студентарија, например, од секогаш била центар, медиум кој што ги следел случувањата, Универзитетското студентско собрание исто така, така што овие две организации, например, а понатаму и други, се соочија со доста сериозни напади од двете страни. И како институции, например, и како самата академска заедница, не мислам дека доволно брзо може да одговори на вакви напади. Мислам дека нема доволно јасни механизми како ние да постапиме кога се соочуваме со лавина, например, критики, коментари и говор на омрза на социјалните медиуми. И на крајот и дезинформација, бидејќи ова де факто е дезинформација, кога вие објавувате дека нема да се одржат протестите, а тие се одржуваат, тогаш нели директно ги таргетирате студентите со тоа што го објавувате. Ако пробаме да ги споредиме овие протести со протестите во Србија, бидејќи имаше многу сличност на некој начин помеѓу нив, но и голема разлика од друга страна, ќе видиме дека има дел дезинформација и штетни наративи што исто се користат и ги таргетираат и студентските, да речем, движења и протести тука и таму. А тоа е една дека овие протести се политички мотивирани, имаат политичка позадина. Колку од оваа страна студентите се спремни да се бранат со ваквите напади? Види, секогаш кога мислам дека кога има студентски протести и движења, секогаш ќе проба да им се залепат етикети од типот на ова се политички инструирани движења. И тоа му одговара на центрите на моќ, одговара на владеачката гарнитура која што е во тој момент, бидејќи никогаш на некоја владеачка маса не ја одговара да има протест и студентско движење кое што е силно и кое што покажува некаков отпор и кое што за возврат бара да бидат разрешени проблемите. И тука и таму, исто така и во Србија, кај колегите наши од Србија, тие покажа едно многу поиздржано, подцврсто студентско движење, но од друга страна исто така беа под напади, особено на провладеачки структури кои што ги напаѓаа нивните протести и ги класифицираа како такви. Тука освен што можеме да направиме ние, едноставно мораме да се спротивставиме на овие дезинформации, мораме некако да им помогнеме на студентите тој контент што го креираат, барем да го поддржиме со тоа што ќе го споделиме. Бидејќи во еден момент имаше информации, тоест каде што студенти од Србија доаѓаат во Македонија, нели да ги учат студентите, македонските студенти како се прават протести и нели блокади, или како се руши системот со една политичка позадина. Мислам, ова е многу интересен начин кој што еден
еден стар наратив, мислам, не е нов, каде што било кое движење, било кој протест ќе му се даде некоја политичка позадина. Па тука ќе се вратам на лично таргетирање. Дел од доказите, да речеме, дека нашето движење, дека нашите протести имаат политичка позадина, се учество на личности чии што родители се биле поранешни функционери. Конкретно. Како го гледаш ти ова, бидејќи нели напаѓање на човек кој е студент во тоа време и нели татко му пред 5-6 години бил на некаква политичка функција, па ова е доказ дека има политичка позадина. Виде, тие протести, мислам, особено граѓански студентски протести се отворени за било кој студент и граѓанин на оваа држава што сака да си го искаже своето мислење. Или значи ли тоа дека ако не знам моите родители биле некакви функционери или се припадници на некаква политичка партија, дека јас не можам да имам свое мислење против или да барам мои права, да реагирам против таа корупција, нели што се случува. Далеко и од тоа како се представува, мислам, во секој протест, во секој движење, веројатно ќе наидеме на некој што има нечии родители, но тоа не значи нели дека тој човек не може да се вклучи во тој протест. И особено па да си го искаже мислењето така како што смета. Бидејќи за тоа се прават протестите, нели? За разлика пак ќе се вратам од Србија, тука нашиве протести беа многу потивки. Студентиве, мислам, студентското здружение за мене се ова моје ведување на некој начин како да не доволно искомуницира или не се огради доволно од овие напади и некако се стишија овие протести кои што движечка сила беа студентите баш. Виде, дефинитивно протестите во Србија се поорганизирани и од логистички аспект, но мислам дека таму и мотивот беше поинаков да се спротивстават на авторитарната власт, која што им задира веќе години и години наназад во демократијата. И поводот со настрашницата беше токму тоа повод, но причините се многу побројни и од таму имаат тие невладени организации кои што работат на теренот долго време, кои што ги обучуваат студентите како треба да се постават на протести, што би требало едно протестно движење да прави, што е, која е насоката, или сепак ние го искажуваме револтот и како со преку демократски принципи да добиеме разрешница на сето ова. Кај нив најголем проблем е корупцијата. Од друга страна, кај нас... Слушам, извини, ќе те прекинам, изгледа како студентите тука да немаат никакви проблеми. Па се... Не, далеку од тоа, само сметам дека... колку тие си ги бараат. Само сметам дека кај нас, младите, например, се малку поапатични според мене. За жал, некако тонеме во апатија. Може би поради фактот и што имаме и иселување, доста голем број на млади се иселуваат од државата. И од друга страна, мислам дека бидејќи тонат во апатија, ќе се вратиме не ги гледаат како механизмите што може да ги искористат. Таму, ќе например, се вратиме на темата со апатија, извини уште дори сме кај личните напади. Сакам да зборуваме за нешто што ти претходно ни беше во нашата студио, ни пропадна нели снимките. Па ме интересира и ти имаш доживеано личен напад. Да, на некој начин. Дали би сакала да споделиш малку за ова и што и како се случи, може би од твоја перспектива, па јас ќе се надоврзам. Така. Чисто да дадеме контекст, бидејќи верувам дека не се сеќаваат многу од гледачите. Имав една изјава, тогаш нели баш беше земена од тебе, од твоја страна. Контекстот беше тоа што претходната година, точно не го памтам периодот, Универзитетското студентско собрание има латино забава, после официјалниот дел на забавата се пушта албанска песна на крајот, заедно претходно се пуштаат и многу други песни, но контекстот даден беше дека еве што прави Универзитетското студентско собрание, конкретно ќе споделам, патриотско друштво излезе со никакво видео. Со видео. Каде што имаше напати, каде што викаше леле види што прават студентите, пуштаат албанска песна. И тоа беше сосема извадено од контекст. Многу е страшно, да. И на кога сме кај дезинформации, бидејќи нели овој подкаст не е дел од темите, е дезинформацијата.
погрешен контекст или мисинг контекст, ние што го викаме, е нешто што многу често се случува во дезинформатиската сфера, односно се вадат одредени видеа, ситуации кои што де факто вистински се случиле, но им се дава погрешен контекст, односно се стават во некаква друга ситуација, като што би ги обвиниле студентите дека не знам прават некаква си албанизација или зошто не би пуштиле албанска песна. Дали вие и колку се дружите со други студенти од другите факултети можеби? И како функционираат овие здруженија? Па се дружиме, мислам, например, не знам, универзитетот, собранието како функционира? Е конституирано од 20 делегати од секој факултет во науки. Но покрај тоа ние се дружиме во рамките на други универзитети и факултети, нели сите си имаат и свое универзитетско студентско собрание, и факултетот од Штул, и Мајка Тереза. Значи сите собранија се среќаваат дали на конференции, дали на некакви симпозиуми, настани, ама дека има вмрежување во тој дел дефинитивно има. И ова морам да го потенцирам, да, тоа беше изваден од надвор од контекст. Обвинија стварно на некоја дискриминаторска база, јас ќе го наречам. Мислам, се создаде некоја пропаганда дека ние тука шириме албанизација или нешто како и да е. Беше песната исто пуштена како што се пуштало и други песни, македонски, српски, турски, така што не гледам која би била потребата за вакво нешто да се направи, за да се удира на национална нота. Добро, тоа е, нели да речам, група или Инстаграм профил, неформална група каде што нели они константно ги користат овие етничката компонента како некаква база за штетни наративи, дезинформации. Не знам, понекогаш имаат и повици, нели, да не се купуваат албански маркети, но ми беше интересно. Што е апсурдно за мене. Мислам како граѓани, нели, во оваа држава, сите треба меѓусебно да се дружиме. Да, што е така погрешно на овој пат, не беше само тоа дека тие секако го прават, тоа објавуваат, но тука беше нападите кои што ти ги доби во коментари на лична основа. Мислам дека погрешната работа можеби беше првичното опишување на мојот коментар, бидејќи после тој мој коментар оствари го затрупаа со лавина коментари од ботови. Коментар? Не се сеќавам искрено. Сега беше во насока на одбрана на самата постапка, нели тоа што сме пуштеле албанска песна и на албанското малцинство. Има нападнато на секакви разноразни основи, етнички основи. И таков коментар имав дадено на Инстаграм, на социјалната мрежа. И после мојот коментар следуваше лавина коментари, кои јас бев зачудена, бидејќи не знаев дека вакво нешто може да се случи. Да, особено на студент, на студентска организација која што има своја база на следбеници, ама не сме очекувале дека ќе дојде до, например, до некоја радикална група. Бидејќи го споредиме, нели, тоа движење на млади луѓе или група на млади луѓе, не знам, патриотско, и вие, не знам што кажам, студенти антипатриотско, да го наречам, ќе видиме дека ствари студентите се многу бројни. Многу повеќе од мислам сите студенти, но од друга страна медиумската покривање или медиумската застапеност која тие ја имаат и во случајот е доста голема. Да. Јас те прашав тогаш, када прашам уште еднашка, какво е чувството да бидеш, бидејќи зборуваме за лични напади, зборуваме за таргетирање лично студенти на протести каде што со име и презиме се објавуваат нивните слики, се зборува за нивното семејство, и ова е еден начин на тоа како медиумите мислам не би требало, бидејќи медиум кој е објективен, медиум кој следи етнички норми и етнички стандарди, етнички кодекс на новинари, не би требало да објавува вакви напади, но медиумите за жал тоа го прават. И како ова влијае на студентското организирање? Како ова влијае, ти одличен аспект, дали тебе ти влијаеше ово? Мислам и колку ти влијаеше, секако ти влијало? Мислам, дефинитивно не е непријатно чувство. Прв пат се соочив со такво нешто. И дефинитивно непријатно чувство, но од друга страна разбираш дека ова си има своја цел. Односно, такви ботски коментари
им е зададена некаква цел, сосема погрешно да те представат, без и не сакаат тие например да разговараат со тебе, тие не сакаат диалог да направат, бидејќи нивната цел е едноставно да се деградира личноста, да се омаловажи нивното мислење, во случајот моето мислење, и едноставно целосно да се исклучи од медиумскиот простор. Тоа е обично нивната цел. И на вакви коментари не смееме да попуштиме ментално, според мене. Мора да се стави тоа во некој контекст на ова доаѓа поради некаква причина, дека некој пробува да те нападне, некој шири апсолутно шират говор на омрза, во смисла објавен си со име, презиме, со некаков хейт коментар, со нешто, така што не можеш нели од таков човек со таква бурна реакција да се објасниш. Зошто ти имаш различно мислење од неговото? Да, супер, мислам ова е супер рационално, но верувам дека, ова сетино, верувам дека има многу други студенти или случаи каде што нели на правило можеби да се повлечат младите од некаков активизам, од некакво организирање, бидејќи сепак ние сме биле како колеги таргетирани и знам дека за некои колеги како е непријатно, значи вие да ви има на телевизија, да ве пишуваат по портали со име и презиме и тука хит, и на крајот од денот носи вистински ризик во реалниот свет. Значи кога ќе излезат, ако некој знае дека вие сте таа и таа што направила тоа, може да се сочите со некакви напади. Знаејќи како исто реагира обвинителството кај нас и каква заштита ние имаме од говор на омраза, практично никаква, бидејќи кај нас по кривичен законник, значи откако тие реагираат откако ќе се случи дело од говор на омраза, што веќе е доцна. Апсолутно, еве, ќе спомнам тука и поединец од Универзитетското собрание после првиот собор во Кочани исто така беше нападат поединечно од разни центри, од разни други поединци кои што се присутни на социјалните мрежи, исто така беше нападнат и тоа следуваше, значи со 1 месец малтретирање тука му се случуваше на оваа личност. Значи цел месец ти треба да го преживуваш ова. И на крајот, не знам, ментално да не попуштиш и да речеш дека повторно сакам да се занимавам со активизам. Ама да, следуваше во еден момент следуваше и чувство на страв во реалниот свет, не само на социјалниот простор. Бидејќи се спомнуваше каде се движи, во која област се движи, ако случајно некој го види во таа област, значи си имаше и конкретни напади, така што да, дефинитивно и треба да се пријави, барем да стои некаде формално како дека било пријавено, дека вакво нешто било регистрирано, дека се случил говор на омрза, дека се случил напад на социјалните медиуми. Дека зборуваме ние за сайбербулинг, значи вие ако постојано добивате пораки со таква содржина, тоа иако кај нас е бавно, особено нели действувањето во делот на говор на омрза, е прилично бавно кај нас. Колку реагираат институцијата? Дали си се соочила ти со некаква ситуација ваква каде што сте пријавувале и дали имало некоја реакција конкретно? Како студентски правобранител и се немам соочено, иако сметам дека студентите се соочуваат со дискриминација, па и со говор на омрза, и во академската заедница и надвор од академската заедница, но мислам дека не гледаат потребата да пријавуваат од причина што многу е нормализирано. Зборам во реален контекст, во, например, на предавање, например, надвор излезен со друштво. Да, јас сум секако се сведува, се сведува на од времето кога нас навредува, значи во училиште, значи буквално влага професорката и ти вика ти не знаеш, глупа си например. Тоа беше најнормален, мислам дека сум сепак толку стара, ама знам постара генерација од мене дека дури и насилство. Колку сме ние, ајде да кажам, студентева, да не генерализирам, свесни за тоа што не се случува околината и за тоа како се браниме ние, кои се нашите права? Мислам дека кога се случува нели од страна на друг студент, кон друг студент,
сметам дека го гледаат малце нештото Поразлично? на ниво на тоа е муабет. Се Муабет. сведува на дека тоа е муабет. Кога доаѓа од страна на професор, Позиција на авторитет. да, позиција на авторитет и почнуваат да реагираат, иако не секогаш, например, ќе дојдат со представка, од причина што и се плашат до некаде. Да, зашто после Да, нели никад нема да бидејќи го да- положат испитот, има Да, такви приказни каде да. што И нели. вакви случаи најтешко се разрешуваат, бидејќи ви се потребни докази. Мислам, студентот кажува едно, професорот кажува друго. И малце потешко е да се докаже и да се разреши, но во секој случај сметам дека треба да пријават, од причина што да најдат на некој кој што ќе им даде помош, ако ништо друго, барем да може да разговара со професорот, да видиме што можеме ние да направиме по ова прашање. Ако тоа не направи нешто положено. Так. Ама обично така го заштитуваме идентитетот на студентите, студентските правобранители го заштитуваат идентитетот. На И студентите. го заштитуваат студентот секогаш кога тоа е можно. Сега зборуваме за напади од медиуми кон студенти, каде што напади со дезинформации, со нели погрешен контекст, каде што нема никаква реакција од било каква институција. Зборуваме за говор на омраза кон студенти, објавување нели лични слики, напади, сайбербулинг, каде што немаме одговор од институција. Зборуваме на факултет каде што студентите имаат проблеми и немаат одговор од институција. Ти ми викаш мене, ајде барем они пријавиле, да го имаме како некаква статистика, да речам. И тука ќе ме врати на едно прашање, преска што го спомна за таа апатија. Ако ние, како држава, како институција, како се што сме на студентите, не сме пружила некаков систем каде што тие можат да дојдат и да се жалат за тоа што им се случува, да си го бараат своето право, да си го кажат својот глас. И ние да застанеме позади нив како институција, како држава, како факултет, како што и да. Како тогаш, а многу често се случува студентите да ги напаѓаме за апатија. Колку се студентите всушност апатични, а колку се незаштитени? Види, не можеме да кажеме дека нема механизми за реагирање, и не сакав да звучи во смисла подобро е да пријават отколку дека само така ќе им се регистрира. Подобро е да пријавите од причина што сепак по тоа прашање некој мора да покрене постапка. Значи таму каде што пријавувате мора да се отвори постапка за тоа и да се заврши со некаков исход. И подобро е да се искористат сите механизми кои ни се на располагање отколку да не се искористат. Дали било тоа студентски правобранител, дали тоа било деканат на факултет, било тоа етичка комисија, било надвор од рамките на академската заедница, комисија за дискриминација, таму докаде што вие можете и сметате дека вашиот проблем треба да биде пријавен, треба да ги искористите механизмите. Апсолутно стојам за тоа. Да, не е томан работа, не сакав да звучам така, туку сакав да потенцирам колку вистински нема реакција спрема ова. Јас не знам кој студент, например, пријавил говор на омраза во медиумите, посебно кога се случуваа вакви работи и собери, и пак ќе има, се надевам, вакви собери. Но многу често гледам како на медиумите, ева последно ти ми го сподели Инфомакс, каде што зборува како студентите биле апатични, како за ништо не им било гајле, се било политизирано, дека и дури и студентските телата што се бираат студентите, представниците на студентите се партиски избрани. И ти преска спомна, тие се апатични, тие се... И мислам се добива еден, ќе кажам, медиумски наратив, каде што гласот на студентите практично го нема. Значи, вие имате Инфомак што ви збори за студентите, имате Патриотско друштво што ви збори за студентите. Каде се студентите? Можеме да заклучиме дека студентите се под напад постојано, бидејќи имате министерката која што им се појави гласот на студентите многу потешко се слуша. Зошто е тоа така? Зошто мислиш дека тоа така? И како да се слуша повеќе? Ајде да зборуваме малце за тоа. Може да се каже дека до некаде да е апатичност, во смисла можеби сметаат дека не треба да се реагира, многу некако често ги сваќаме овие напади дека па добро, ќе помине. А од друга страна, не сметам дека имаат и доволна заштита во однос на колку стојат луѓето зад нив. И тука треба малку и да им се оддаде и медиумски простор за изразување и зад нив да застанат, например, медиумите да ги подржат, во смисла
да им бараат, да им земаат јавно мислење, што мислат за еден проблем, што мислат за друг проблем, за да можат да се охрабрат студентите да зборуваат. Секој студент кој што ќе го застанете на било кој факултет, точно ќе ви каже што се проблемите и каде е кочницата. Студентите си се свесни за своите проблеми, добро ги знаат. Не се охрабруваат да зборуваат затоа што и не гледаат дека со тоа нешто ќе променат. И тука задира во многу поголем проблем. Кај нас државата е поставена на таков еден на немање на еден меритократски систем каде што владее корупцијата во секоја пора на нашето општествено живење и студентите не гледаат дека ако нешто позитивно прават, дури да е тоа изразување на своето мислење, дека тоа ќе промени нешто во нашето општество. Да, и баш во овој контекст ти се случуваат дезинформациите и вакви, да речам, штетни наративи, медиумски напади, се ова што се случува. Генерално е еден голем напад кон демократските општества и кон што значи тоа демократија. Ние кога ќе бидеме, не знам, прв пат кога ќе почнеме да гласаме, ако веќе имаме поединец кој стига прв пат да гласа и не верува во системот во кој гласа, знаејќи дека нема кој да го заштити и институциите нема да одговорат на ова, колку е тоа апатично. И многу имаше напади кон студентите, уште гледам, например, види Белград студенти, види Белград. Колку на нашите, да речам, други сограѓани кои не се студенти, а повозрастна генерација, да ги наречам, ги поддржуваат студентите. Колку мислиш дека ги поддржуваат во своите барања? Затоа што тоа, да речеме, во Србија голема критика, да, но таму гледавме баби и дедовци кои што ги пречекуваа со храна. Да, апсолутно. Мислам дека и постарата генерација некако си има оформено мислење за Gen Z генерацијата и сите, целата таа генерација, дека можеби недоволно се трудат, имаат некои негативни мислења. Бидејќи цело време младиве се макви, младиве ништо не прават, младиве само седат на интернет и го имаш случајот, нели, во Србија каде што младите покажа дека се движечката сила на едно општество. Да. Иако контекстот мислам дека е поразличен во Србија и овде, мислам дека треба многу повеќе работа да се вложи во студентите со цел тие да се потикнат и да излезат на протести. Бидејќи сме имале досега протести и да се врати тоа чувство кај студентот дека со идењето на протести, да, ние ќе смениме нешто и идењето на протести не е само како да кажам, не е само прошетка, туку е и наша обврска како граѓани во едно незадоволно општество, ние имаме и обврска да го смениме. Не само што тоа треба да биде и потреба и треба да биде искажување на револт и треба да биде сватено и дека ова е нешто кое што треба да целиме кон тоа. Треба да ни стане начин на живот, да не речем. Бидејќи, например, ние никоја што сме имале или протест или движење или нешто за студентските домови. Јас сега не сум искрено доволно информирана што се случува, но знам дека условията и така се многу лоши, тоа е со години. Така. Значи, јас кога бев студент, ние можеби, не знам дали се организиравме сега, да кажем вака, ама телава, јас не ги познавав дека постојат, сега вака преку работа, преку ова што викаш ти дека треба да им дадеме глас на младите, и затоа и ти си тука, и пробуваме да го направиме тоа, ние во метаморфози со нашите медиуми и со сето што работиме, да им дадеме еден глас на младите, да ги викнеме да зборуваат за проблемите што ги имаат. Но колку тие вистински, нели, наоѓаат механизми или стигаат, или кој работи со нив, дали во вашите здруженија имате луѓе што може да ви помогнат, како да стигнете со вашата порака до медиум, што да направите, како да се организирате, или нема толкава организираност помеѓу самите факултети? Сепак, например, факултетските студентски собранија сепак се уште се раздвижуваат. Тие се уште си го оформуваат својот пат и начин на действување, за разлика, например, од универзитетското студентско собрание, кое што сепак си е организирано во рамки на својата структура. Значи, дали ќе стигне до медиум некакво соопштение, изјава, реакција и било што, сепак тоа го прават внатре студентите. Значи, си се организираат самите, за да може да биде искажана некаква реакција. Кај факултетските студентски собрани, реков, поинаква е малку ситуацијата, таму треба да заживеат малку повеќе овие собрани, овие делови, овие тела. И тука треба да се работи повторно од
например, од страна на Универзитетското студентско собрание, од страна на разни платформи, студентски организации, од самите деканати, значи, кога поголемиот дел на чинители во академската заедница ќе биде ставен, впрегнат во, нема да не речам борба, ама ќе биде впрегнат во насока да им помогне на студентите, да ги раздвижи овие студенти и да им даде во знаење дека треба да членуваат и да се активираат, дали ќе биде тоа во формална некоја студентска заедница или во неформална или во надвор од рамките на академската заедница, например во некое неформално здружение, апсолутно треба да го направат тоа. Бидејќи само така ќе се активираат во одреден сегмент што нив ги интересира во нашето општество. Јас сум многу оптимистична по однос на нашата младина тука и на студентите и на сите млади луѓе што живеат во Македонија. И разбирам и како функционира медиумскиот свет и зошто овие наративи кои што ги викаме, оваа, не знам, обвинување, дезинформациите кои што се креирани за да ги нападнат студентите и студентските движења, стигаат многу често, тоа што ти ме кажа, па ја не сум слушнала ваков наратив, стигаат до семејството дома, до една повозрасна група. И ова е опасно затоа што тогаш ви имате систем кој што во домот на студентот кој што живее, во нели бидејќи некои од нив уште немаат 18 години, гледаат на нив како нешто погрешно и викаат ајде не одите да се буните зашто тоа вас ќе ви искористи некоја партија или не го правите ова зашто не знам ве користи тој тај таму. Ве плаќаат. Многу нешта. Колку студентите имаат, да речам, таа домашна на некој начин средина каде што тоа сакав да го и ги охрабрува да го и прокоментирам. Многу нешта доаѓаат и од дома и од начинот на созревање внатре во домот и некако сметам дека голем број на генерации беа охрабрени да не даваат отпор и не се научени да даваат отпор поради тоа што кај нас имаме молчењето е злато, значи тоа не се нас, децата ги растаме. Или на ведната глава сабија не е сече, значи на нас тоа не се централни реченици во јазикот. Ако тргнеме од таа поедовна точка да ги анализираме само овие две реченици, значи ние ќе заклучиме дека имаме народ кој не знае како да формира отпор, кој не знае како да се организира, кој не знае како да искаже револт. Значи имате вие протест како механизам во демократско општество, но треба да отидете на протестот, треба да се активирате. Така што голема генерации наназад се задоени така со овој менталитет и тоа треба апсолутно да се искорени. И тоа што го кажан или ќе видат, ќе разберат по старите дома дека се создава негативна слика, например, за студентските организации, ќе го пренесат апсолутно. Мислам, тоа веројатно и се случува. Бидејќи овие медиуми, овие работи најчесто младите луѓе може и не ги читат, пошто тие најчесто седат на Инстаграм, не знам, TikTok или на YouTube, стигаат до таму, така што овие наративи не нужно се креирани за студентите, туку за да ги оцрнат студентите и да направат околината на нив да гледа различно, наместо да речам да се радуваат и да дадат подршка на тоа што нели студентите се собрале и дошле да протестираат за корупција, за една страшна трагедија што нас не се случи од корупцијата. И мислам дека ако оваа трагедија не направи да бидеме на некој начин посплотени, најдовме начин како и студентските движења да ги сполитизираме, дека нешто многу не е во ред со нашето општество. Апсолутно. И преку тоа действување, преку тоа креирање на наратив во однос да се нападне, например, дали обично тоа е насочено кон власта или да се нападне владеачката гарнитура, ама покрај со тоа што го креираат тој наратив, ги оцрнуваат и студентите од другата страна со тоа што нели студентските тела се политички формирани и сето тоа, така што во секој случај на крајот губат студентите. Бидејќи да не тоа е заклучокот. За жал, на крајот од ова, да речем, до ова активирање и действување во насока нели да се реши нешто, да се оддаде својот глас, да кренеме глас против корупцијата, на крајот студентите беа тие што беа потиснати. Нели се повлекуваат бидејќи они викаат не сакаме да не поврзат со некаква политичка партија или ние. И апсолутно да. Ги разбирам.
за да не заврши муабетов на една, да речем, депресивна нота, каде што ќе кажам, јас пак сум голем оптимист за нашата младина и одредени работи што сега се случуваат јас кога бев студент не се случува, не знам за другите повозрасни колеги од мене како било, но што тоа што може да направиме? Ајде зборувавме за тоа колку е лошо и да не бидеме пак истата студентите се апатија. За мене јас мислам дека студентите не се апатични, туку се сами, би рекла, многу повеќе. И не немаат поддршка и можеби не знаат и не наоѓаат луѓе кои што би можела да им помогнат, професорите, академската фела. Значи ние имаме академици кои што први би требало да се бунат во ова општество за работите што се случуваат, но гледаме дека тоа воопшто го нема. Па види, кога ќе ги поврзаш овие работи, дека не доаѓа некаков потек кај студентите, не ги охрабруваат, и тоа не се случува и во домот, тоа понатаму не се случува во основното образование, не се случува во средното образование, не се случува во високото образование, нели, каде што имаме да има критичка мисла, граѓани, каде што вие утре не формирате само работен кадар, него формирате луѓе кои што треба да имаат критичко размислување во однос каде треба да оди оваа држава и апсолутно, како ние треба да действуваме во општество. Сега не добиваат храбрости таму и никој не говори за оваа тема и таму, така што останува сепак дел и на медиумите, на наставниците, на секој од ние кои што можат да влијаат на да допринесат да се зголеми храброста кај студентите, но и кај самите студенти меѓусебно. Чи да не бидеме поединци кои што ќе си го најдат својот колектив, а нема да останат изолирани. Кои што самите активно и свесно ќе пробаат да си ги дискутираат своите идеи помеѓу своите колеги. Така што, јас секогаш го кажувам, го повторувам истото, мора како студенти да научиме сами да се организираме. Бидејќи многу често не доаѓа политичка партија нема да го организира. Како беше муабетот. Добро, не, мислам има поединци што се ангажираат во политички партии, тоа не е нужно лошо. И тоа е на начин на активизам каде што нели може секој поединец да биде дел од некаква политичка младина и да работи, мислам, тоа не е проблем. Проблем е кога вие на цел протест ќе дадете политичка позадина. Така. Повторно останува нели студентите сами меѓусебно да се активни, да се организираат, да пробуваат тоа што повеќе да бидат гласни, да го издействуваат, да не се плашат да бидат гласни, со цел дека од нив ќе дојде промената. Добро, тогаш нека биде ова еден повик до студентите, заеднички повик, да кога ќе имаат некаков проблем, кога имаат некаква тема со која се соочуваат, нека додат, нека не контактираат нас како медиум, ние сме тука отворени сме да зборуваме со нив, да ги слушнаме нивните проблеми. Се надевам истото ќе го направат и другите институции. Апсолутно, и ова е еден убав така повик, така што се надевам дека ќе дојдат и други студенти да разговараат на различни теми и баш убаво ова што го правите. Фала ти многу што беше дел од подкастот. Ви благодарам на поканата што бил дел овде и што имав прилика да го искажам моето мислење.